Се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е господинот Джелал Хоџих од СДА Македонија. Ке разговараме за политичката слика во земјата. Господине Хоџих, добро дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата и поздрав за вашите гледачи. Кога зборуваме за политиката, за она што е актуелно, тоа е последната лидерска средба која беше некомплетна, ајде да речеме, бидејќи тамо не отиде председателот на СДСМ Венко Филипче како најголема опозицијска партија, но тамо произлегоа некои заклучоци. Тамо се разговарало за укинување на техничката влада, за постигнување на консензус околу тоа прашање, околу некои други реформи кои треба да се спроведат, пред се поврзани со европскиот пат. Па еве вака како еден ваш почетен заклучок, како гледате на таа цела лидерска средба? Имаме ли нешто конструктивно што произлезе од неа што би можело да влијае позитивно понатаму? Не гледам нешто конструктивно од таа средба. Таму се начнати теми кои веќе подолго време се дел од јавноста. Како што сами кажавте во прашањето, лидерот на најголемата опозицијска партија не присуствуваше на таа лидерска средба и тоа е резултат веројатно на односот на власта во изминатите година и пол кон опозицијата, да не набројувам на разните испади на премиерот од тоа дека ќе биде некој влечен за уши и разни закани во секоја негова втора, трета изјава. Таму се разговарало за укинување на техничката влада, пржиската влада, така падна таа тема од небо како некаква причина за да се соберат, но оно што мене ми изгледа е дека таа лидерска средба е еден повод за еден вовет на некаква политичка криза која треба да доведе до нови предвремени парламентарни избори оваа година, која е веројатно и целта на најголемата владеачка партија. Останатите теми се повторно начнати, стара тема е изборниот законник, една изборна единица, не е дефинирано дали тоа ќе биде дали ќе биде една изборна единица, колкав ќе биде цензусот 2 и 3% колку што се препораќаат од Европската унија или 5% како што бараше Дуи. Од друга страна, ако има нешто позитивно од таа лидерска средба е дека после година и пол подгревање на домашни меѓуетнички тензии видовме средба помеѓу премиерот Мицковски и лидерот на Дуи Ахмети. Да, тоа е интересно, тие најавија и тета средба понатаму да разговараат пред се за некои ставови на Дуи, како околу Safe City, но и други реформски закони каде што е потребно двотретинско и бадентер. Самиот начин и за реформските закони гледаме дека ние имаме една специфична ситуација. Опозицијата во државата ја повикува власта и дава подршка да носи реформски закони кои по правило не се многу популарни во општеството, но со цел да државата се врати на европскиот колосек. Имате власта која го стопира европскиот пат и ја изолира државата. Како што кажав, ако биде еден чекор да се престане со реторика која нанесува штета на меѓуетничките односи, тоа би било добро. Од друга страна, опозицијата е таа која пробува да канализира власта и да врати власта која има целата моќ, има одлични бројки и во собрание, да ја врати на колосек, на европскиот колосек државата. Еве да речеме конкретно околу ова со Safe City, потребата за подобрување на културата во сообраќајот е јасна, но власта направи буквално се до сега без никаква консултација со опозицијата и сега кога има потреба од гласовите на опозиција за да го помине законот, во спротивно ако не го помине, тоа ќе отвори еден друг прашања како е набавена опремата, како се користи, зошто се користи, дали е законски, не е законски. Значи во моменти кога ќе дојде до зидот, тогаш пробува да комуницира. Истиот случај и со СДСМ како најголема опозицијска партија, истиот случај во овој случај и со Дуи, значи кога се потребни нивните гласови, тогаш е во ред, а во
останатиот период не се пропушта прилика опозицијата да биде демонизирана. Добро, но што мислите, ова, знаете што ми е интересно, ова сега што го кажавте, како причина поради која опозицијата, еве да речеме, не гласа за некои закони кои ги бара власта, е потполно истата причина кој ВМРО ДПМН не даваше кога беше во опозиција, кога беше повикана да гласа за нешто и кога блокираше, обструираше и така натаму. Истиот одговор им беше власта протурка се во собрание, ако им требаат нашите гласови, не бара за. Не е така, кажав претходно во мојот одговор, постои една голема суштинска разлика. ВМРО ДПМН од опозиција направи се буквално да го блокира европскиот пат, што е стратешка цел на Република Северна Македонија. Ние сега гледаме година и пол дека опозицијата, најголемата опозицијска партија, но и ДУИ се многу поконструктивни како опозиција и даваат подадена рака власта да ја врати државата на европскиот пат и да престане со неизаната изолација. Тоа е една огромна суштинска разлика во пристапот. Добро, како гледате тогаш на одлугата на претседателот на СДСМ Филипше да не отиде на таа лидерска средба, бидејќи во ред ако сте конструктивни, отидете барем таму, видите зашто ќе се разговара, дали би прифатили или не би прифатили? Па ви кажав, веројатно е резултат на прва година и пол подавање рака и еден недемократски пристап на власта. Вие можете да се вратите во изминатата година и пол и да видите барем 10 спорни изјави на премиерот во неговиот однос кон опозицијата. Дали може би тоа се должи и на нешто друго? Гледаме дека во последните месеци СДСМ има видоизменета реторика, имаат една прилично поостар јазик на политичка комуникација, што е евидентно. Не навлегувам во тоа дали е правилно или не е правилно. Има аналитичари кои велат и дека тоа треба така, бидејќи партијата ја гледаа како прилично пасивна, други велат не е добро, не е важно тоа, но дали мислите дека можеби овој начин на делување на Венко Филипче дел од целата таа една политичка стратегија на СДСМ да делува малку поагресивно, поактивно, бидејќи очигледно е дека ретинзите на партијата не стоеа баш или не стојат се уште баш толку добро, дека е начин малку да се воздигне тука. Значи, опозицијата, како што кажав, по главните клучни стратешки теми стратешки цели за државата има еден конструктивен однос, но важно е да се каже дека опозицијското делување е легитимно на сите опозицијски политички партии. Она што е факт, тоа го покажа и локалните избори, е дека имаме еден огромен пат на владеачката партија во бројки и дека не се покажува еден поголем раст. Луѓето абстинираат, помал број на гласачи излегуваат. Ние имавме локални избори каде што за прв пат во историјата на државата од плурализмот навака имавме излезност помалку од 50%. И факт е дека незадоволството од власта уште не се канализира доволно низ опозицијските партии. Може би е потребно време, може би е потребно политичките партии да најдат нов пристап, но она што е важно, ние сме влеговме во една нова година, каде што кажав очигледно е дека ВМРО ДПМН планира да направи предвремени избори, иако ги има бројките во собранието и иако покрај сите бројки во собранието очигледно е дека работите не одат ниту на едно поле, ниту на полето на економијата, ниту на полето на евроинтеграциите, ниту на полето на демократскиот развој на државата. И во таа ситуација не треба да се очекува дека опозицијата само ќе биде спаринг партнер на таа нивна тема. Да, тие предвремени избори се зборуваат во јавноста, кога ги прашувате представниците на власта, тие, ајде да речеме,
ниту потврдуваат, ниту демантираат. Не велат издрично дека ќе нема, но не велат ни дека ќе има. Вие што мислите, имаме ли потреба од предвремени избори, бидејќи од друга страна опозицијата по дефолт би требало да бара избори, мене ми се чини. Не, значи проблемот е во следнава ситуација. Ние сме изминали избори пред 2 години. Власта, сегашната власт има бројки кои тешко дека може да ги достигне повторно. Што е тоа што они може да го добијат од новите избори? Значи, не се тоа интереси, изборите во овој момент, предвремените парламентарни, не се интерес на граѓаните, ниту на државата, посебно дека имавме пред година и пол и предвремени редовни парламентарни избори, сега имавме локални. Но што се случува тука? Ние имаме една реприза на владењето на ВМРО-ДПМН, кога тогаш беа блокирани НАТО интеграциите после самитот во Бугарешт 2008 година, нашата држава, нашето општество по дефолт влага во една општествена криза. Како што кажав, не ода да работите добро ниту економски, ниту политички, ниту во една сфера на општественото живење. И власта во овој момент, значи не во интерес на граѓаните, туку во свој интерес има неколку мотива зошто да распише предвремени парламентарни избори. Првиот мотив е да се спречи евентуалниот раст на опозицијското расположение. Во овој момент кога е перцепцијата дека они се силни, и тоа знаеме дека Груевски го правеше на секои 2-3 години, организираше одредени предвремени парламентарни избори. Вториот момент е од нивна стратешка потреба. Ние следната година, оваа година, очекуваме една регионална разврска на нивниот политички ментор Орбан и на нивниот втор политички ментор Александар Вучич, кои немаат лагодни позиции во своите држави, и мислам дека ВМРО-ДПМН сака да разврската на судбините на двата нивни политички ментора ја дочека во една покомотна ситуација, за да може врз основа на резултатите од разврските да одредува нови сценарија. И третата ситуација е дека падот на довербата кој се случува кон власта веќе не може да биде сопрен во таа мера да можеме да очекуваме повторно подигање на рейтингот на владеачката партија, туку они ќе се обидат да го спречат падот на одредено време, така што ќе направат една нова политичка еуфорија. Ова се 3 мотиви зошто власта би сакала избори кога не ни се потребни во 2026 година, и на сето ова ако го додадете она што го зборува опозицијата, дека после изборите она што беше тема во британските медиуми, власта би пробала да најде начин како да го реализира најавениот кредит од 6 милиарди фунти евра, или како и да беше. 7 милиарди евра. 7 милиарди евра со договорот со Британија. Да, ќе разговараме на таа тема, тука се и тие фамозни мигранти, дали ќе имаме или ќе немаме. Интересен ми е моментот кој го спомнавте во однос на Орбан. Тамо ми се чини дека изборите се на пролет. Така. И тамо рейтинзите покажуваат дека неговите бројки не стојат баш добро, предноста е на страната на опозицијата. Ќе видиме како ќе биде целата таа разврска тамо. Многу е жално што македонската влада се доведе во ситуација да нашата влада, владата на Република Северна Македонија, која неколку пати во овие 30 години избиваше на прво место во европските приказни, се грижи, зависи, проектира планови врз основа на судбината на двајца авторитарни лидери како што е Орбан и Вучич. Тоа ми беше прашањето. Мислите ли дека зависи? Дека од судбината на Орбан би зависела и владата тука? Апсолутно тоа е еден од факторите зашто они размислуваат да распишат избори 2026. Зошто што би сменило, доколку Орбан изгуби власт? Па ако видите дека во изминатата година и пол во Македонија влезе една контроверзна банка, Алта банка, која е блиска до Вучич, и сите овие
политички потези кои ги гледавме со однесувањето не само на вице-премиерот Стоилковиќ, туку и молкот на Мицковски, на претседателката Силјановска, покажува една огромна зависност на ВМРО-ДПМН од СНС и Вучич, и режимот на Вучич во Србија. И ако го видите најавениот нов оператор во телекомуникацијските услуги кои доаѓа од Унгарија, тоа се само два моменти кои покажуваат една голема зависност на власта во Скопје. Ако се подсетите на милиардата евра која е позајмена од Унгарската банка, а медиумите и вашите колеги новинари пишуваат дека се работи за кинески пари кои се дојдени преку Унгарската банка, покажува една сериозна зависност на владеачката структура од двајца авторитарни лидери, едниот во Пудин Пешта, вториот во Белград. Да, вие го спомнавте вице-премиерот Стојковиќ, вие како партија имавте жестока реакција на неговото патување во Босна и Херцеговина, каде што присуствуваше на денот на обележување на Република Српска, на ентитетот таму, што таму е незаконски чин во Босна и Херцеговина. Вие жестоко реагиравте на тоа. Зошто? Затоа што првпат во историјата овдека не се работи само за личните политички ставови и некакви обиди на ботовите од власта да оваа посета ја релативизираат како негова приватна посета. Не, се работи за еден континуитет, каде што првпат во историјата македонски високи политичари, овдека се работи за вице-премиер во македонската влада, се директно инфилтрирани во големосрпските наративи во Босна и Херцеговина, која е пријателска држава и која до сега со Република Северна Македонија немала отворени прашања. Чинот на македонскиот вице-премиер кој отишол во Босна и Херцеговина да слави неуставен, преку Уставниот суд забранет празник, оценет како дискриминаторски врз бошњаците и хрватите. Славење кое со години од сите демократски центри, од САД и Европската унија се оценува како удар врз темелите на државата на Босна и Херцеговина. Таму да бидете во друштво на ноќните волци од Русија, кои имаат разни санкции во Европската унија за нивната улога на руската агресија врз Крим во Украина. Па потоа да имате дружење со поранешен политичар од Соединетите Американски држави кој бил осуден за корупција и лежал затвор за тоа. И од сето тоа да идете од позиција на македонски премиер, а таму да се изрекуваат пораки по кој знае кој пат за кој сонува Додик за поделбата на Босна и Херцеговина, покажува дека македонската влада не е како еден инцидент, туку се работи за континуитет во политика. Веќе 2 години, јас ќе ве потсетам на гостувањето на Додик тука во Скопје, каде што негов домакин повторно беше Иван Стоилковиќ, во својство на вице-премиер во влада, пред присуство на премиерот Мицковски и во присуство на амбасадорот на Русија, испрати навреди за бошњаците, негирање на геноцидот и исмевање на геноцидот, потоа испрати анти-НАТО и анти-ЕУ пораки од Скопје. И ние гледаме дека тоа се случува во континуитет и на сите овие реакции, освен несмасните реакции на самиот вице-премиер, вие имате еден молк од премиерот Мицковски и од председателката Гордана Силјановска-Давкова, која исто има ингеренции во надворешната политика и нив не можете никако другачие да ги толкувате, освен како подршка во актот на македонскиот вице-премиер во големосрпските наративи во една пријателска држава. За волја на вистината, тогаш премиерот Мицковски во изјава, потоа бидејќи беше прашан, кажа нешто
парафразирам дека тогаш Додик го злоупотребил гостопримството во земјава. Да, апсолутно, но не видовме никакви подобрувања, никакви пораки кон вице-премиерот, кој, ете, да надополнам во низата проблематични работи, во македонските институции беше примен само со ентитетското знаме од Босна и Херцеговина во отсуство на државното знаме на Босна и Херцеговина, и тоа исто така представува еден акт од македонските институции за нарушување на територијалниот суверенитет и интегритет на Босна и Херцеговина. Да, кога зборуваме еве за ЕУ интеграциите, нешто не гледаме дека нешто премногу се случува на тој план, барем не видливо. Освен она што имавме некои изјави од премиерот Мицкоски дека се работи на тоа прашање. Имавме интересна изјава на амбасадорката Агелер пред да биде повлечена, дека таа, како што рече, е сигурна дека се работи на тоа, како да индицираше дека постојат дека има некакви информации, но како што кажа, видливо не гледаме ништо. Мислите ли вие дека еве Македонија или Европската Унија работат на некаков план за одблокирање на нашата евроинтеграција? Јас немам информации дали нешто се случува во позадина. Ја видов таа изјава на амбасадорката Агелер, но она што ние можеме да го видиме е дека апсолутно не постои никаква активност, напротив, од владата и нејзината пропаганда има наративи во кои се демонизира Европската Унија, во кои Северна Македонија се поставува во позиција на жртва и во позиција на жртва на заговор кој доаѓа од Европската Унија и источниот сосед. Втора работа, не можете да најдете конзистентност во изјавите на власта, дури и кога беа опозиција и го блокираа европски пат. Значи, едно време им сметаше бугарите во уставот. Потоа не смета бугарите во уставот, барале некакви гаранции. Потоа зборуваа дека ќе седнат да разговараат и ќе го репреговараат европската рамка со Бугарија. Па откако тоа не може, почнаа да се жалат дека од Бугарија не ќе да седнат да разговараат со нив, иако претходно им беше укажано дека Бугарија веќе не е адресата, туку адресата е во Брисел. И ако сакате дел од власта, да речеме од коалицијата Влен, имавме едни други наративи, за 6 месеци ако не почнат преговорите ќе излеземе од власта, видовме дека само Таравари излезе, останатите остана и таа тема се става под тепих. Она што гледаме е дека во меѓувреме Македонија станува една плодна почва за сомнителни инвестиции, како што спомнавме со Алта банка, и тоа покажува дека власта, која во овие година и пол ги наруши односите и со Бугарија, и со Грција, со тоа што некогаш зборува дека Преспанскиот договор е прифатен, па некогаш ја употребуваат Северна Македонија, некогаш не ја употребуваат. Мислам дека добивме една нота од Грција за таа работа. Гледаме дека се заладени односите со пријателска Албанија и единствено со кого развива оваа власт односи е со Србија и со Косово, односно како е поделена коалицијата внатре, ВМРО, ДПМН и ЗНАМ ги форсираат односите со Србија, а министрите албанци од владата ги одржуваат односите со Косово. Така да во таа ситуација, и ако ги земете изјавите, како што кажа, во еден антиевропски наратив кој доаѓаат од владеачката пропаганда, но и од вршителите на највисоките функции, ние сваќаме дека владата комплетно се има, тоа е моја перцепција, комплетно се има откажано од европскиот пат. Мислам дека им е во интерес Република Северна Македонија што подолго да остане во една ваква ситуација, за да можат што повеќе контроверзни и нетранспарентни бизниси да се прават овде. Но во таа ситуација, ако на европскиот пат немаме
не се случува ништо, ајде да речеме. Гледаме дека отприлика пораките кои доаѓаат од Брисел се тие. Имате преговарачка рамка, знаете што треба да направите, тоа е тоа. Никој не ни вели дека има веќе што да се разговара тука. И некако Македонија се ослони повеќе на добри односи со Вашингтон, со Доналд Трамп, нели, целата таа приказна, но и тука некако дојде студен туш сега што Македонија е на листата на земји каде што се укинува целосно апликацијата за емигрантски визи. Некако како и таа спона да не оди баш добро. Не оди, иако во моментов ние гледаме за прв пат една голема криза, која иначе и можевме да очекуваме со доаѓањето на Трамп на власт во САД, повторно за председател. За прв пат гледаме еден судир помеѓу Европската Унија како еден партнер во Евроатлантската асоциација и САД како втор партнер и гледаме еден судир, нели, и околу Гренланд и околу други прашања. Во наративот на одвојување на Македонија од европскиот пат, кој беше предвидлив заедно со Црна Гора и со Албанија, а да ги подсетиме гледачите дека и Црна Гора, но и Албанија, која ги почна преговорите заедно со нас, буквално ги отворија сите поглавја и сите очекуваат дека до 2029 година и Црна Гора и Албанија ќе станат членки на Европската Унија. Власта го користеше наративот дека се за Трамп во однос на создавање на еден антиевропски наратив овде. Они не го користеа тој наратив за некакво продлабочување на стратешкото партнерство помеѓу Северна Македонија и САД. Но, освен ова сега што кажавте, дека и на овој дел се гледаат пукнатини и неочекувани резултати за власта, за мене сосем очекувани, јас би подсетил дека во изминатиот период во Конгресот во САД е усвоен специјален закон за Западниот Балкан. Во тој закон е јасна тенденцијата на поддршката на Соединетите Американски држави на сите земји од Западниот Балкан, вклучително и Северна Македонија, во нивните напори да развијат демократијата и да го намалат влијанието на Русија и на Кина во своите држави и посебно да се воведуваат санкции за јасни коруптивни скандали. И мислам дека резултатот од това тек дополнително ќе ја изненади власта во Република Северна Македонија. Резултатот кој ќе го гледаме за следните пола година дена во односот на придобивките од тој закон кој е усвоен во САД, а кој ќе биде една поддршка за развојот на демократијата во сите држави од Западниот Балкан. Вие кажавте дека мислите дека доколку се одржат предвремени избори, дека потоа власта би се зафатила околу тој план со Велика Британија, со Обединетото кралство, околу евентуалниот кредит кој ние би го земале и во пакетот во кој се вклучени тие фамозни мигранти. Мислите дека навистина тој план со некакво прифаќање на мигранти во земјава ќе продолжи? Па, затоа читавме од британските медиуми и кога се коментираа тие работи, видовме една нервозна реакција на власта по тоа прашање, како да сака да ја нарушат демократијата и да забранат да се коментираат политички теми, политички случувања во државата. Ја имавте она смешна резолуција во собранието, каде што власта со своето собраниско мнозинство ја осудува критичноста која доаѓа од опозицијата. Еден од моментите за кој збори целата стручна фела е дека Република Северна Македонија имаше проблем да ги остварни очекувањата околу, да речеме,
полнење на буџетот во минатата година, доцнеа одредени исплати, дури и социјалните исплати доцнеа во декември и очигледно е дека во тој дел власта има потреба за некаков договор за поголеми пари. Они го негираат тоа, но мислам дека нас праксата ни покажува дека ако власта негира нешто, не значи дека ние треба да и веруваме на зборот. Јас сум убеден дека они после изборите ќе тргнат во таа приказна. Да, ќе видиме за тоа кога зборуваме за регионот, еве вие го спомнавте тој американскиот закон за Западен Балкан, но се чини дека сега цела оваа приказна со Трамп и е тотално нејасна, не само за целиот свет, туку и за регионов, во кој правец ќе се движи таа американска политика. Повлечена е амбасадорката на Соединетите американски држави од Македонија, Агелер. Вашингтон нема амбасадор, ниту во Белград, нема во Приштина, нема во Босна и Херцеговина, нема во Црна Гора, нема амбасадори во целиот регион. Дали ќе назначат нови, ќе видиме, веројатно ќе назначат, но имаше една приказна дека можеби нема да назначат, дека ќе има еден амбасадор во Белград кој би бил за целиот регион. Тоа се неофицијални некакви информации. Дали мислите дека постои тука една опасност од таков еден вакуум простор, бидејќи Не, сега ќе ви кажам зашто. Сакам да кажам зашто. Тука Европската унија во ред, но знаеме дека само таа една булдожер дипломатија или сирова сила на Вашингтон успеала тука да ги реши проблемите, дека Европската унија не е ефикасна во решавање на споровите. Ако нешто гледаме од администрацијата на Трамп во изминатиот период, тоа е дека политиката на интервенционизам е вратена на голема врата. Од друга страна, ако го земете примерот на Босна и Херцеговина, таму Соединетите американски држави уште не номинираа нов амбасадор. Кај нив има одредени процедури кои се проаѓаат, па некогаш кога ќе закочат знае да има одреден период и таков условно кажано вакуум простор, но ја можам да ве уверам дека отправникот на канцеларијата на работите во амбасадата на САД во Босна и Херцеговина е толку активен и толку силно, да речеме, действуваат во еден стратешки проект кој се нарекува Јужна интерконекција, да мене таа амбасада сега ми изгледа многу поактивна отколку кога имало и назначено амбасадори таму. Значи, за гледачите да објаснам, во Босна и Херцеговина во моментов има усвоено закон и сериозно се работи на Јужна интерконекција. Босна и Херцеговина е комплетно зависна од увозот на плин од Русија и идејата е да со тек на време се префрли на западните ресурси. Така да во таа смисла не очекувам дека ќе се создаде вакуум простор. Од друга страна, охрабрувачки, ќе кажам повторно, овој закон за поддршка на развојот на демократијата, борбата против корупцијата и борбата против малигното влијание од Кина и од Русија на државите од Западниот Балкан. И затоа мислам дека ние тоа сега го гледаме моментално во Србија, во нивното општество. Мислам дека тоа ќе се случува и кај нас. Најголемите путинисти кои преку ноќ стана трамписти, сега повторно се враќаат на позициите против Соединетите американски држави, откако стана јасно дека политиката на САД со интервенционизам е вратена на голема врата. Да, особено после јас го гледам тоа, го гледам тука и тука, го гледам во целиот, па дури има анализа на Блумберг на европско ниво, каде што сите радикални десни партии кои беа на некој начин за Трамп или Трамп отворено ги поддржуваше преку своите сателити, АФД во Германија, Мари Ле Пен во Франција и така натаму. Орбан е стандарден, но интересно е кај овие што беа
сега се свртени против Трамп, особено после интервенцијата во Венецуела и после барањето за превземање на Гренланд, каде што европскиот сентимент е изричито против тоа и тие десни партии не може тамо да се дозволат да бидат тука веќе за Трамп после ова Значи, праша. еве, вие тргнавте да ги набројувате овие ултра десни партии. Ете, повторно за вашите гледачи, партијата на Орбан беше во семејството на ИПП и оттаму е буквално со народски кажано избркана и они се во сеата семејство на ултра десни партии, во семејството со АФД, со Лепен и така натаму, но ете за жал тоа е друштвото во кое македонската влада нас не носи денеска. И тука е секако и другиот ментор покрај првиот ментор Орбан, вториот ментор е режимот на Александар Вучич во Србија. Што би се случило доколку Кој инаку повторно кој инаку поддржувачите на тој режим во Србија владееше еуфорија за доаѓањето на Трамп за претседател на Трамп во Соединетите Американски држави, но да напоменеме дека во законот за државите од Западен Балкан е единствен пример експлицитно споменат режимот на Александар Вучич дека Србија има проблем со демократијата и дека има проблем со одржувањето на фери и демократски избори. Значи и корупција. Експлицитно спомнато како единствен негативен пример во Западниот Балкан. Да. Кога хипотетички би се случило таа некаква неофицијална најава дека Соединетите Американски држави да назначат амбасадор само во Белград, кој би било на некој начин капа за регионот, што би значило тоа? Не верувам во такво сценарио. Не верувам во такво сценарио. Да, Србија ја имаше улогата и ја имаше уште шансата да одигра една позитивна улога во смирување на регионот, но ние што во овој момент гледаме дека Србија и понатаму е цврста на политиката не што она има одлучено да не ке во Европската унија. И тука имаме уште една спорна изјава од премиерот Стојковиќ кој вели дека Македонија го кажа тоа јавно, дека Македонија треба да влезе во пакет со Србија во Европската унија, а Србија не сака да влезе во Европската унија затоа што не сака да го признае Косово. Зошто не верувам во тоа сценарио? Значи Србија и понатаму, освен својата одлука да не иде према Европската унија, таа буквално со мешање во внатрешните работи, на кое кажав дека за жал и представници на македонските институции се вклучени во тие наративи, како овој случајот во Босна, прават буквално напори да ги стопираат сите околни држави да не го забрзаат својот пат. Со Додик во Босна, со Мандич во Црна Гора, со Српската листа во Косово и веројатно со владата на Мицковски и на Стојковиќ овдека не веројатно, него сигурно тука во Скопје. Дополнително околу празниот вакуум простор, вие видовте дека во овој период продажбата се случи вчера. Србија беше буквално натерана да се откаже од стратешкото партнерство со Русија, така што беше натерана Русија да го продаде својот удел во НИС во поблагата варијанта на унгарскиот МОЛ. Беа под санкции. НИС беше под санкции и ние гледаме сега дека мораше Русија да биде принудена да го продаде својот контролен пакет во нафтената индустрија во Србија. Да, тоа е. Како гледате тогаш на најавите на владата, тоа го каже и министр за надворешни работи Муцунски и премиерот Мицковски во однос на Соединетите Американски држави кога ги прашаа за визите, кога кажаа дека сепак во брзо време, во скоро време не очекуваат добри вести од Соединетите Американски држави. Што би можеле да бидат тие добри вести? Укинување на визи и што? Дај Боже да е тоа, но ја
повторно ќе изразам сомнеш, мене ова ми потсеќа на 6 месеца на влен, ако не почнат преговорите, ќе излеземе од власта. Така ми изгледаат овие најави. Оваа власт веројатно сака да купи повторно време до изборите за следните 6 месеци. Би било добро да видиме некоја добра ситуација со САД. Би го поздравиле тоа. Да, но сега објективно гледано прилично е тешко сега за малите земји како Македонија да навигираат, тешко и за големите земји, не само за малите, во овие светски односи, особено во односите со Соединетите американски држави, Европска унија, НАТО. Го гледаме тоа во ситуацијата околу Гренланд, каде имаме парадокси, каде што сега земјите кои испратија војници на Гренланд во една мисија на НАТО, во обид да ги релаксираат односите со Вашингтон, сега Трамп на тие земји им најави зголемување на царините како одговор на тоа, како дека тие ја поддржуваат Данска. И сега, што би требало да прави една земја како Македонија, која е членка на НАТО, која е земја кандидат за членство во Европската унија, но и која има стратешко партнерство со Соединетите американски држави? Многу едноставно. Ние не треба да влагаме, а за жал владата предводена од премиерот Мицковски и Муцунски, а еве нели са аспирациите на Столниковиќ да води надворешна политика, они одлучија да Македонија се скара со Европската унија. Европската унија е таа лоша која нас не третира праведно и комплетно да се стават во позиција на САД. Јас сметам дека тоа е погрешно. Ние не треба како мала држава да влагаме во судирот меѓу двата сојузници во евроатлантскиот табор од двете страни. Тој судир се гледа, но нас ни се важни и Соединетите американски држави, но ни е важно и членството во Европска унија, за кое владата решила да го пропуштиме, а ќе го видиме наскоро, нели како што рековме, влезот на Црна Гора и на Албанија во Европската унија, за кое бајдеве и САД нас не упатува дека ние треба да влеземе во Европската унија и треба да го продолжиме европскиот пат и не охрабруваат. Значи, во таа насока беше и изјавата на амбасадорката Агелер дека и она очекува позитивни работи. Позитивната работа е дека се работи на уставните измени кои треба да се случат за да продолжи европскиот пат. Значи, тоа е позицијата и официјална на Соединетите американски држави. И сега ние имаме власт која доаѓа и вика не сакаме Европска унија, сакаме само со Соединетите американски држави. И ние не бевме во ситуација, имавме една подобра позиција затоа што Македонија имаше еден капитал во надворешната политика ради позитивните компромиси кои ги има правено, како една позитивна приказна во регионот. Сето тоа е фрлено низ вода. Ние имавме еден одличен договор со Грција, чие ново пријателство требаше да го искористиме. Не требаше да влеземе во веќе расправање за затворени прашања со Бугарија, туку требаше да ги ползуваме резултатите како и со Грција и со Бугарија. Владата комплетно нас не изолира од таа приказна и она влезе во ситуација ние во приказната или Европска унија или САД, ние се одлучивме за САД. Тоа е погрешно затоа што ние имавме ситуација и САД и Европската унија. Значи не беше политиката или, туку беше и. И непотребно е на добра позиција за мала држава како што е Северна Македонија е напуштена во изминатите година и пол. Втора работа, вие спомнавте во прашањето. Не можете вие да ги гледате, да ги судите геополитичките земјотреси во светот од судот и позициите на една мала држава. Геополитичките случувања, посебно во големите актери, а тоа најголемите актери се оние кои имаат право на вето во Советот на безбедност, вие како помала држава треба да се прилагодувате на нив. Трета работа. Економски Македонија премногу зависна од Европската унија. Ние не можеме да си дозволиме да влагаме, дури и да се заострат односите помеѓу САД и Европската унија, ние да влагаме во конфликт со Европската унија, затоа што тоа ќе се одрази и на така најслабиот стандард во Западен Балкан кој го има
Република Северна Македонија, уште еден пукнат популистички балон на владата на Мицковски, која зборуваше за некаква економска преродба и враќање на подобрување на економскиот стандард. Ние гледаме дека македонската економија не само сега таа во подолг период, но посебно сега покажува слаби резултати. Ние имаме да ни заминуваат странски инвестиции од државата кои отварале порано и сето тоа се релативизира со едни изјави од типот не е крај на светот, да, но тие изјави нема на први следниот месец да ги донесат на платите на оние луѓе кои останале без работа. Така да сметам дека власта сериозно води една неодговорна политика во однос на државата, што се однесува во делот и на надворешната политика, а секако дека се погрешни и внатрешните и економски политики и политички позиции. Да. Добро, господин Хожик, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам на поканата и повторно благодарам и поздрав до гледачите. И почитувани, ова е крај и на ова Студио 10. Ви благодариме и на вас, и на довербата, и на вниманието. И останете со програмата на Телевизија 24.